Општинската организација на Црвен крст Кочани денеска го одбележува 17 март, денот на крводарителството. Секретарот на општинската организација Анета Коцева на сите волонтери им го честиташе празникот и даде апел да се продолжи со хуманиот гест за дарување крв онаму каде што е најпотребно. Денес 17 март одбележуваме два важни аспекти од функционирањето на Црвениот крст, а тоа е формирањето на Црвениот крст на Република Северна Македонија во далечната 1945 година, така да денеска го одбележуваме нашиот 76-ти роден ден, како и денот на крводарителите во Република Северна Македонија. Именно во пресред на овој ден, вчера одржавме средба со градоначалникот на општина Кочани, господин Никол Чуелиев, со представници крводарители, волонтери на општинската организација, каде што тема на разговор беше крводарителството во нашиот град, како и активностите на Црвениот крст. Исто така, во делот на крводарителството и унапредување на крводарителството, оваа година планирано е секако и нели одбележувањето на Светски ден на крводарителите, тоа е 14 јуни, каде што е планирано да се врачат признани и благодарници на повеќе кратни заслужени крводарители. Имено сакам да го искористам овој момент да го честитам празникот на сите крводарители кои даруваат крв како и плазма во изминатиот период, затоа што тие се добар пример за храброст, хуманост, солидарност и човечност во нашето општество. Сите овие луѓе овозможија да ги задоволиме со дарувањето на својата драгоцена течност, овозможија да ги задоволуваме крвните потреби кои се потребни за функционирање во нашето општество. Исто така сакам да го искористам овој ден исто така да изразиме почит и благодарност на сите волонтери и членови на општинската организација на Црвен крст Кочани, кои со својот ангажман и посветеност допринесуваат за реализирање на нашите хуманитарни заложби. Од општинската организација на Црвениот крст Кочани додаваат дека и во иднина ќе продолжат организирање крводарителски акции и хуманитарни активности, а дарувањето крв да биде хуман гест на секој поединец, особено во услови на пандемија.